Се бројат последните часови од дочекот на новата година. На плоштадот во Скопје оваа година има новогодишна програма која почнува нешто пред 20 часот. Таму е Петар Догов. Петар, каква е атмосферата таму? Многу е ладно вечерва некаква? Да, токму така, на плоштадот веќе се е подготвено за дочекот на новата 2026 година и гледам дека раздвиженоста е голема во текот на целиот ден, но околу пладне тука беа поприсутни децата, со родителите, се сликаа со дедомразовците, а сега повеќе ги има возрастните и се борат да фатат што е можно подобра позиција на оние буриња во така наречениот новогодишен базар, за да можат поубаво да ја проследат целовечерната програма која што ќе се случува овде на бината поставена на плоштадот. Можам да кажам дека веќе и стивна музиката од околните кафеани, околните ресторани и кафулиња и околу плоштадот, но и во Скопско дебармало, буквално пред неколку часа од секој ќоша на градот течеше музика, некоја малку попријатна за уво, некоја и не толку, а сега веќе луѓето очигледно се подготвуваат за вечерните прослави, односно за вечерната прослава на новата година. А како беше атмосферата во текот на денот и кои се очекувањата на граѓаните за новата година, слушаме во прилогот во продолжение. Скопје ги брои последните часови до најдолгата ноќ во годината, а последните подготовки за дочекот влегуваат во финишот. Плоштадот вечерва ќе биде паузата помеѓу старата и новата година и вака го менува ликот од секојдневие во сцена за прослава. Градската прослава започнува во 19 часот и 45 минути со повеќе музички имиња, а влегувањето во новата година ќе го одбележи Каролина Гочева со својот настап. Сончевото и ведро време, иако студено, ги намами скопјани уште во првиот дел од денот да дојдат на плоштадот и да започнат со прославување на новата година, со греано виново изобилство. Насмеани, ведри, расположени, луѓето во последните часови од 2025 година. Желбите и очекувањата за следната се бројни, но до некаде и слични. Среќа, разбирање и љубов премногу да има меѓу сите и слога. Најубава, да. Општеството ќе напредува? Па, ако има љубов, слога, напредок и позитивна енергија, може да напредува, да. Мир во светот. Па прво здравје, како најважно, а друго да ми се живи и здрави децата и внуците. Да имаме здравје, љубов, среќа на сите млади и мир во светот, тоа посакувам. Пред се здравје, па другото секи си дое само по себе. И Варда шампион, ракомет, фудбал. Лего, големо. Јас си посакувам папагал шарен со кафес. Јас си посакувам жилка. Јас сакам лего, котки со салончиња. Оние кои уште се подготвуваат за празничниот период, растрчани по пазарите. Набавките се прават или се дополнуваат, трпезата се подготвува. Се трудиме да завршиме нешто, меѓутоа колку можеме толку. Колку ни дозволува здравјето срца, тоа е најважно, а другото, нова година за нас постарите е исто као секој друг ден, така да многу не се замараме со тоа. Сега сме само монака близ посета на пазарот, заради ово ќе дојде, не сме ништо посебно. Инаку завршени се набавките. Многу е намалена куповната моќ. Цените си растат, плати, пензии полека. Апсолутно е падната куповната моќ на граѓаните, меѓутоа граѓаните си продолжуваат, они си купуваат и понатаму исто како што било и прошлите години. А додека денот се уште трае, кафаните и другите локали одамна ја започнаа ноќта. Таму часовникот не брза, таму времето се пие на голтки. Да, така беше атмосферата во главниот град во текот на денот. Тоа беа и очекувањата на граѓаните, а градската прослава овде на плоштадот и на бината која што е поставена започнува во 19 часот и 45 минути, кога настап ќе има музичарот Миле Кузмановски, по него на бината ќе се наредат и други музички имиња, а она одбројување 10-9-8-7 па 7-0 ќе биде среде настапот на поп звездата Каролина Гочева точно на полнок. Само да подсетам дека годинава нема да има, претпоставам за прв пат нема да има огномет на плоштадот, но дел од граѓаните решија да надополнат за сето тоа со оглед на тоа што има постојано петарди и пиротехнички средства околу плоштадот. Тоа се ќе следиме како медиум, Телма ќе следи како ќе помине прославата на новата година, како ќе помине новогодишната вечер во Скопје.
Ќе известуваме утре, ќе видат граѓаните како поминало сето тоа, Секако. а јас на граѓаните и на гледачите им посакувам среќна нова година. Петар, се разбира дека ќе известуваме и понатаму за сите случувања на плоштадот и за дочекот на новата година. Го видовте Петар Догов од Скопскиот плоштад во пресрет на дочекот на новата година.